Започнуваме со регионалните вести. Општина Тетово се уште еглува на барањата на жителите од стариот дел на градот во однос на подобрување на инфраструктурата и комуналиите. Како пример ги наведуваат нивните залудни заложби за реконструирање на улицата Гоце Делчев, најруинираната и запуштена сообраќајница во градот. Ова е улицата Гоце Делчев во стариот дел на градот, една од најкатастрофалните сообраќајници во Тетовско. Преполн со дупки и вдлабнатини, овој коловоз никако да се најде на агендата на општина Тетово. Во повеќе наврати била санирана, но бадијала. За неколку месеци пак се раскопува и оштетува. Граѓаните кои ги затекнавме велат дека општинските власти никогаш не ги извеле градежните работи како што треба, а во последно време целосно дигнале раце од улицата. Би требало нешто да направи општината. Асфалт едноставно, коцка не, тие работе, бекатони не. Па ние добро, ево, гледа се овде, ние како треба. Дел од граѓаните во стариот дел на градот пак смета дека општината целосно ги заборавила и не се грижи за нивните инфраструктурни и комунални проблеми. Па што коментараве гледате? Како? Тоа не е ни квалитетно направено. Се гледа дека не е квалитетно. Еден дош, све. Плочите се над земја. Тоа е неквалитетно. Не е запоставено во дел на градот? Па не да е запоставено, него многу забораве. Гледате, само со од куќиња не можеме да се одбраниме. Колку луѓе се нападнати само овдека пред гробиштава. Гледате какво е ѓубришта. Све. Што да ви кажем, самите гледате. Не да е запоставено, него ние сме забраени од све. Вода нема редовно. Што да ви кажем? Ѓубре не ни земаат редовно, а плаќамо све. Тоа е. Од општина Тетово, како и многу пати досега, велат дека ќе се реконструира улицата Гоце Делчев, но претходно им се дало приоритет на главните улици во Тетово, кои биле важни за социоекономскиот развој. Оттаму велат дека во координација и договор со Македонија пат, реконструкцијата на оваа улица би започнала некаде наредната година. Пријавени истрели на свадба во Тетовски Порој. Полицијата дошла, но не пронашла кој пукал во воздух. Од заталкан куршум оштетено возило на Теарчанец, откако се движел по регионалниот пат Тетово-Јажинце. Жител на Тетовски Порој кој правел свадба во дворот од куќата. На полицајците кои дошле по пријава за пукање им рекол дека не знаел кој истрелал куршуми во воздух, образложувајќи дека не видел поради многуте луѓе на веселбата. Ова се случувало во понеделникот околу 22 часот, кога анонимни граѓани телефонски во полициска станица Тетово пријавиле нарушување јавен ред и мир со пукање од огнено оружје во населбата Дреновец. По пријавата од страна на патролна екипа од полициската станица Тетово е извршена проверка, при што е утврдено дека во село Порој имало свадба каде се најдени чаури. Собственикот на куќата на полицајците им рекол дека некој од присутните гости испукал неколку истрели, но бидејќи биле во поголем број не видел кој бил тоа. При тоа полицајците нашле 4 чаури од пиштолска муниција од непознат калибар, кои се подигнати за понатамошна постапка, информираат од СВР Тетова. 20 на минути по овој настан, околу 22 часот и 30 минути, според пријавата на 42 годишникот Теарце, неговото возило е оштетено од заталкан куршум, кога пристигнал во село Джепчиште, откако се движел по регионалниот пат Тетово село Јажинце, заедно со неговата сопруга и двете малолетни деца. Тој кога стигнал кај муслиманските гробишта, одеднаш слушнал силен удар кај кровот на возилото. Кога излегол, забележал дека возилото е оштетено од заскитан проектил од огнено оружје. Оштетувањето е фотодокументирано и се работи на целосно расветлување на случајот, соопшти СВР Тетова. 4 случаи на заталкани куршуми и толку оштетени возила беа пријавени на 29 јули во Тетово. Во сите случаи, освен материјална штета, нема повредени. Се смета дека пукањето од огнено оружје се прави на големиот број свадби, кои се случуваат периодов во Тетовско, поради присуство на печалбарите во родниот крај. Тетовец во полиција пријавил исчезнување на неговата 17-годишна ќерка. Ова е втор ваков случај неделава. Во полициската станица Тетово вчера 46-годишникот Тетово пријавил исчезнување на неговата 17-годишна ќерка.
Според неговото кажување на 4 август, тој заедно со неговото семејство биле на гости во село Слатино, а откако се вратил дома од страна на неговиот дедо, бил известен дека неговата ќерка се оддалечила во непознат правец и до моментот на пријавување не се вратила дома. Од СВР-тетово вела дека се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на малолетничката. Инаку ова е втор случај на исчезнување на лице пријавено во полиција. Предходната ноќ 41 од село Падалиште за исчезната ја пријавил својата 15-годишна ќерка, која предходниот ден се оддалечила од дома. Истата била пронајдена во Чегране кај лице со кое била во љубовна врска. Министерството за внатрешни работи во текот на ноќта спроведе акција во која уапси 7 лица на возраст од 23 до 47 години. Уапсените се осомничени дека како странски терористички борци активно учествувале во војните во Сирија и Ирак. Предходно за 7 лица била распишана и потерница, а се гонат за учество во странска војска, полиција, паравојни или параполициски формации. Нивните предмети ќе влезат во рамки на полициската акција Ќелија 1, која МВР ја започна пред 3 години, и Ќелија 2 од пред 2 години. Република Македонија презеде обврски за кривично гонење на своите државјани, кои како странски терористички борци учествувале во кризните боишта во Сирија и Ирак и нивно враќање во матичната земја, почитувајќи го домашното и меѓународното право, како и основните човекови права и слободи. Ова акција е уште еден показател дека институциите во Република Македонија имаат капацитет и кредибилитет да се справат со актуелните безбедносни предизвици и се сериозен партнер во глобалната коалиција за борба против тероризмот, пишува во соопштението на Министерството за внатрешни работи. На 23 август ќе се спроведе августовскиот уписен рок во средните училишта. Бројот на средношколци секоја година бележи намалување, а училишните управи се соочуваат со проблеми во формирањето на паралелки. Полуматурантите кои не успеаат да се запишат во средно училиште во јунските пријавувања имаат можност повторно да се обидат во августовскиот уписен рок. Средните образовни центри ќе примаат документи за упис една недела пред почетокот на новата учебна година, односно на 23 август. Во конкурсот од Министерството за образование стои дека овој дополнителен рок се однесува само на учениците кои се упатени на поправни испити или испити за побрзо напредување. Сепак, августовските уписи ќе важат за сите полуматуранти, со оглед на тоа што речиси во сите училишта нема доволно ученици да се формираат паралелките. Бројот на средношколци секоја година опаѓа и една од најголемите маки на училишните управи е привлекувањето на нови ученици. При пријавувањето учениците поднесуваат пријава која е бесплатна и се подигнува од училиштето во кое се конкурира, оригинални свидетелства од 6 до 9 одделение, извод од матичната книга на родените и доколку ученикот има освоено награди од меѓународни и државни надпревари, ги доставува и дипломите. Изминатите неколку години во Гостивари во Тетово најголем интерес полуматурантите покажуваат за медицина и за гимназија. Резултатите од уписите на 23 август ќе бидат објавени наредниот ден. Меѓу дипломираните на двата универзитети во Тетово минатата година најмногу има жени, а најголем дел произведени се кадри од општествените науки. На Државниот универзитет во Тетово дипломирале 992 студенти, а на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово 510 студенти. На двата универзитети во Тетово меѓу дипломираните студенти минатата година најмногу има жени, речиси 64%. Жените се покажале како попосветени на образованието, затоа што статистиката покажува дека последниве години во Македонија најголемиот процент на дипломирани студенти се припаднички на понежниот пол.
Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот на Југоисточна Европа во најголем дел произвеле кадри од општествените науки. Ако се анализираат податоците што ги објави Државниот завод за статистика, може да се заклучи дека се уште не се надминати стереотипите за машко-женските професии, па така општествените науки, например филозофскиот факултет, се уште повеќе го бираат припадничките на понежниот пол, а факултетот за физичка култура најмногу го бираат мажите. Единствено на правниот факултет се речиси изедначени бројот на дипломирани припаднички на понежниот пол и бројот на дипломирани припадници на посилниот пол. Како што објави Државниот завод за статистика, на Државниот универзитет во Тетово во 2017 година имало 992 дипломирани студенти, а од нив 632 биле жени. По редовен пат студиите ги завршиле 869 дипломци, а 123 биле вонредни. Најатрактивен факултет бил филозофскиот, каде дипломирале најголемиот број студенти, 186. Од дипломираните на овој факултет високи 83% биле жени. Потоа следи Природно-математичкиот факултет со 179 дипломирани студенти, а од нив 65% биле жени. На факултетот за медицински науки лани дипломирале 162 студенти, а од нив 74% биле жени. Според податоците на Државниот завод за статистика, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во 2017 година дипломирале 510 студенти, а од нив 256 биле жени. По редовен пат студиите ги завршиле 445 дипломци, а 65 биле вонредни. Најатрактивен факултет бил правниот, каде дипломирале 117 студенти, а од нив 54% биле мажи. Потоа следи факултетот за бизнис и економија со 115 дипломирани студенти, од кои 53% биле жени. Најмногу жени дипломирале на факултетот за јазици, култури и комуникации, 72%, од вкупно 110 дипломирани студенти. На ниво на Македонија, 21% од сите дипломирани студенти студиите ги завршиле на двата универзитети во Тетово. Главната селска црква во Тетовско Туденце Света Петка утре го чествува својот патронен празник. По тој повод ќе биде отслужена света божествена литургија со почеток во 7 часот, пошто во 9 часот ќе бидат прережани кумските колачи. За присутните гости организирана е братско-сестринска трпеза на љубовта. Министерството за земјоделство објави јавен повик за доставување понуди за купување земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и помошни објекти во функција на оранжеријата. Со овој јавен повик, сопствениците на оранжерии ќе имаат можност да го купат земјиштето на кое се наоѓаат оранжериите, а кое во моментот се наоѓа во државна сопственост. Со повикот се овозможува купување и стекнување на собственоста врз земјиштето, а со самото тоа им се дава можност и за вложување во инвестиции, кредитирање, користење на ИПАРД програмат и други можности. Јавниот повик може да аплицират сите што имаат легализиран објект во функција на земјоделско производство. Да кажеме дека ова е прв јавен повик. До крајот на годината планираме да објавиме уште 2 јавни повици. На овој прв јавен повик, според наши проценки, очекуваме некаде до 40 на понуди да стигнат, а инаку само да напоменеме дека до овој момент имаме 2 пристигнати понуди. Штетата од одлуката на Косово со која царините за овошје и зеленчук од Македонија беа зголемени за 30%, се проценува на околу 180.000 евра, односно 2000 тони нереализиран извоз, изјави шефот на кабинетот во Министерството за земјоделство, Трајан Димковски. Тој нагласи дека штетите се пресметани врз основа на извозот реализиран од 18 до 31 јули минатата година. Денес имавме сончево и топло време. Попладне со мала до умерена локална облачност. Утринските температури се движеа од 15 до 21, а дневните од 27 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8.
Утре не очекува претежно сончево и топло време, со слаб североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 17 до 24, а дневните од 27 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот ќе биде висока, ќе изнесува 9. Овде е крајот на регионалните вести. Пријатно!